Пред 10 години беше катастрофа. Идевме на секоја врата, тоа е многу гадно. Се осеќуваш сама некако, немаш право на ништо. А пред една година го добив решението и тоа е многу нешто. Се смени цел живот. Не на мене само, и на децата, да се кажем. Сега е на едно друштво. Ние тоа девојчето не сакале. Првиот пак ми рече дека и со тие ливчиња, кога беше уписот да ги пишуваме децата, ја го нема да го пишував. И после некое време ни се јави наставничката, имаме вика наредба, Батјан да не иде виќе на училиште, овие не важат. И девојчето доаѓа дома и ме праша, почна да плаче, вика зашто мене прваче беше второ почна. Зашто вика мене сега ќе ми бркат, што сум правила? Започнувањето значи на проектот во партнерство со УНХЦР обезбедуваме бесплатна правна помош. Значи таа се однесува во постапките за запишување во матична книга на родени, регулирање престој и прием во државјанство. Со случајот на Џеврие првпат се сретнав во 2013 година. Тогаш за првпат она дојде во нашата канцеларија и беше лице без државјанство. Таа, нејзината сестра и нејзината мајка всушност беа, значи втора генерација лица без државјанство, кои што се родени тука, поседуваа извод од матична книга на родени, но не беа запишани во државјанство на Македонија. Џеври имаш исто така и во тоа време две, подоцна се роди уште едно дете, значи 3 деца кои што поради тоа што таа немаше утврдено нејзин идентитет. Таа имаше извод од матична книга на родени, меѓутоа немаше лична карта како потврда за нејзиниот идентитет. Не можеше да ги запише во матична книга на родени, значи и децата, што значи дека и децата, иако таткото е македонски државјанин, и децата беа во ризик од бездржавјанство. Навистина еден комплексен случај. Güvenebileceğimiz tek hukuki yer Mayla'ydı. Çünkü bütün dertlerimize, sıkıntılarımıza anında müdahale ediyordu. Onun için Mayla'ya çok teşekkür ederim. Bu süreçte yanımızda olduğu için. Се стремиме кон тоа да ја промениме оваа практика, да се промени законот, да се променат правилници и други правни акти кои што се потребни за се со цел овие лица да може да го остварат тоа нивно право. Најважно од се е тие да добијат матичен број и да може, како секој граѓанин, да отворат банкарска сметка, да бидат заведени во агенцијата за вработување и едноставно да го остварат ова право, а од друга страна, на тој начин тие ќе придонесуваат во нашата држава. Bu ülkede yani benim de bir hedefim var artık. Ben bir aşçıyım. Yani yemek yapıyorum. Çok güzel Türk yemekleri yapıyorum ve Makedonya'da Türk mutfağı üzerine. Ама сега јас сум многу стрикна, значи, и кажувам на сите што нема документи, каде ќе слушнат закон, врати да чукнат да влегуваат, новинари, тоа ништо не е страх.